Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на анализа на на телевизија 24. Вечерашната емисија ја посветуваме на семејното насилство, како што можевте да видите и да се информирате од најавниот форшпан кој што одеше денеска на нашата програма. Треба да се зборува за оваа тема практично како последен мотив во овој дел е немилиот настан некаде на почетокот на месецов што се случи, што однесе во смрт практично мајка и дете. Меѓутоа зборуваме и за сите жртви на семејно насилство, се со цел да ги охрабриме истото да го пријавуваат. Во нашето студио вечерва имаме три гостинки: Тијана Ивановска, психолог, психотерапевт. Ивановска, добро вечер, благодарам што се одзовте позитивно на нашата покана да гостувате во емисијата. Вера Николич, поранешна вработена во Центарот за социјални работи Скопје. Николич, благодарам што се сама практично нели беше најавите на моја да гостувате и благодарности за храброст еве што ќе излезете да зборувате каде во односи на вашата работа нешто треба да се подобри, бидејќи 17 години, како ми кажавте, дека сте работеле на семејно насилство како по ужа специјалност, како да кажам. И Ана Бојчевска Митревска, координаторка на истражување во реактор, истражување во акција. Добро вечер и вам, Бојчевска Митревска, за тоа што и позитивно се озвавте на поканата да проговориме на оваа овој немил настан кој што навистина шокира јавноста. Меѓутоа, прилично јас на почетокот Тијана би кажала и шокантно делуваше твојот напис на Facebook дента. Тоа е она што ме интригира да ви пишам, да ви контактирам и за да ве поканам во емисија за вашето искуство со работата во Шелтер центарот пред 2 години. Шокантно во позитивна смисла, во смисла за да се поместат работите, како да не бидат на исто место и како да не бидат такви какви што еве поради такви што се па имаме сега вакви резултати и секој дневна зголемување на бројки на жртви на семејно насилство, пријавуваат, како се вика, ги пријавуваат насилниците, се охрабруваат, еве само последниве денови некаде околу 10 имаме случаи што се пријавени и процесуирани. Надаму ќе видиме докаде ќе биде процесуирањето. Еве ваше искуство за шелтерите. Каде треба да се подобри оваа ситуација за оваа тенденциозна појава што оди во нагорна линија, практично да може да и се стави, да се успори, не може крај да и се стави, меѓутоа да се успори. Па сметам дека ние како држава имаме доста ствари кои што можеме да ги подобриме, особено во делот на вработувањата, на кадрите кои што работат со оваа проблематика. И тоа не го насочувам само кон еден орган, една институција, тоа е буквално кон секоја институција. Од работа со сензибилизација, како персоналот кој што работи со вакви ранливи категории се однесува, зборува, јазикот кој што го користи, комуникацијата со самите жртви, па се до постапувањето, изрекувањето на мерки и на крај судските разрешници кои што исто така веќе и со истражување е докажано, тоа колешката ќе го опфати подобро, колку проблематично завршуваат. Значи, имајте на ум дека секој еден случај кој што на одреден начин проаѓа во овој, да кажам, процес на регистрирање, носи силна порака. Значи, секоја жртва која што ја гледа одредена разрешница може да се охрабри или да се обесхрабри во зависност од тоа како ние ќе постапуваме. И токму поради тоа сметам дека сите кои што се бавиме со оваа проблематика, потребно е однапред да сме подготвени на самите ризици и одговорности кои што овие процеси ги бараат од нас. Така што целата моја поента е дека ние треба во системот заедно да работиме, не да работиме едни против други. И кога имаме проблем со семејно насилство, не да гласаме за партнерот, кој партнер е во право, кој е во криво, туку да го адресираме проблемот и да го извадиме најдобриот исход, при тоа приоритизирајќи безбедноста на членовите во системот. Често пати во институциите се приоритизира семејниот систем, се приоритизира бракот, се приоритизира останувањето на сопружниците заедно, и тука се прави најголемата грешка во непроценувањето на одреден ризик, како што се случува во дел од ситуациите кои што можевме да ги забележиме во Така, и претпоставам што ќе значи тоа за децата, па дури за останатите членови во семејството, така. Бидејќи тие на некој начин се индиректни жртви на... И апсолутно, ние многу е значено да го адресираме делот дека секое дете е засебен субјект во тоа семејство и како такво ужива свои засебни права.
и државата и институциите имаат право да ограничат, да одземат старателство, да испратат родители на посетување на задолжителни мерки, ако установат дека во некоја одредена инстанца родителското право е прекршено. Во конкретниот случај многу родителски права биле прекршени кон самото дете и токму тука ние зборуваме за системски пропусти на непостапување и невидливост на детето надвор од системот како такво. Така, вие напишавте интересна една реченица, оно што ние го гледаме претходно, вие останатите го гледате отпосле, откако не дај Боже веќе имаме и со смртен епилог во овој случај. За жал. Господио Николич, јас на почетокот само испуштив да кажам дека за оваа емисија имавме покането и представник од Министерството за внатрешни работи, но до почетокот на емисијата, до овие моменти практично не добивме никаков одговор, ни позитивен, ни негативен, ни точка, ни запирка на нашето барање, дали би имале представник од Министерството за внатрешни работи или не. Господио Николич, вие 20 на години работите во Центарот за социјални работи во Скопје, сега сте пензионер, 3 години, 17 години ефективно на случаите поврзани со семејно насилство. Според вас, во случајов, со последниот случај, ќе го земеме како репер, за овие први прашања, потоа ќе обобштиме темата, што не направил Центарот, иако одредени пропусти се и детектирани од страна на инспекторите, нели од страна на основното јавно обвинителство и така? Знаете што да ви кажам, многу е неблагодарно, како поранешен работен во Центарот, во одделот за семејно насилство, да говорам за овој случај. Затоа што има премногу информации, постапката е во тек, инспекцијскиот надзор тече во Министерството, треба да си ја завршат својата постапка, да утврдат што се случувало, во што е постапено или не е постапено, така да неблагодарно е да кажам било што во тој дел. И не сакам да кажам дека има премногу индици во оној дел, каде што жртвата била на јавни места напаѓана. Значи на јавни места, во парк, пред судот, на дигестивната клиника, од овие информации што ги имаме преку медиумите. Многу значи полицијата при своето постапување колку го известувала Центарот. Значи тие се должни секој семејно насилство да го пријават на Центарот. Дали го пријавиле, не го пријавиле, во каква форма. Исто имаше, меѓутоа пак ќе кажам дека сите информации се од медиумите што ги добиваме и од како, јас се уште ќе кажам, пак тоа некако шпекулативно делува. Значи треба да се зборува со факти. Имаше дека во дигестивната клиника, каде што нели била исто нападната и повредена, интервенирала повикана полиција, биле, како ги викаат, социјалните служби. Меѓутоа, широк поиме социјалните служби, дали биле нашите колеги од Центарот, дали бил некој социјален работник што може би е во клиничките центри, исто имате вие таму социјална служба, кој бил, дали известил, не известил. Имам известување од страна на полицијата за настанот на 19 декември, добиено на 2 февруари. Неспорно е дека сега и веднаш треба да постапуваме. Тоа е неспорно. Се зависи какво е известувањето, каква е содржината, што е наведено во тоа известување. Затоа што сега излегуваат на површина дека тој е сторител на многу кривични дела, повеќе кривични дела. Дали и како требало во тој извештај, затоа викам, неблагодарно е било што да кажам. Како мотив го земаме овој случај, значи ние не сме ни истражители, нити сме вклучени. Да, затоа со оглед дека јас сум работела во тој оддел и знам како одат работите, значи најдобро може да кажете што го работи предметот, што постапил, како постапил, дали има пропусти во што се пропустите за постапување. Меѓутоа кога имаме дете, факт е дека има пропуст во работата. Било кај, дали од страна на полицијата на центрите, кога имате вие малолетно дете, тоа секогаш ви е жртва на семејно насилство. Значи тоа дете било цело време присутно на насилството. И не во паркот. Тоа значи, замислете колку се дрзнувал на јавно место да малтретира. Па вие можете да замислите дома што прави. И каков страв таа имала жртва и што тоа дете се преживеал, и жртвата и детето. Никој не знаеме кој бил нејзиниот мотив тоа да го направи.
и неблагодарно е, пак ќе кажам уште еднаш, не би сакала многу да дискутирам во тој дел, навистина. Да. Нека си покажи истрагата. Еве сега, од Министерството велат за социјала најавуваат и законски измени со кои ќе се зголемат овластувањата на службениците, верувам дека и во службениците што работат во Центарот за социјални работи. Дали сметате дека, дали сте се соочиле некогаш дека немате некој овластување, па самата пред себе си сте си рекле да го имав ова овластување, можеби немаше да е вака, можеби ќе действував побрзо или не знам како? Искрено да ви кажам, не. Сметам дека сегашната законска регулатива што е, постоечката дека е солидна, дека пружа можност за работа, за интервенција, за интервенции. Овластување имаме навистина широки овластувања во своето работење, работиме како стручен тим, заеднички во постапувањата. Единствено што недостасува, тоа е поголем број на вработени, просторни услови, технички услови, тоа недостасува, континуирани едукации недостасуваат, инаку во делот на постапувањето во било кој предмет, не сум почувствувала дека ми треба дополнително овластување за да се сработи предметот како што треба. Тоа ме прашавте, така? Така, добро. Така да и не знам сега кои измени и кои пошироки овластувања ќе ги дадат, али кога ме прашавте дали сум почувствувала, не. Така. Ана Бојчевска-Митревски, работите на истражување и на многу појави во општеството, за жал и на семејното насилство. Што е она што го детектирате вака како една генерална оценка, освен што е нели таа тенденција на пораст, иако кога ќе се јавиме вака кога сме правеле и прилози, не само поради овој случај, години наназад сме анимирале оваа тема секогаш, било дека сега повеќе жените се охрабруваат, па поради тоа е зголемен бројот на случаите. Меѓутоа, дали е само поради тоа што повеќе се охрабруваат да зборуваат, тоа е добро и за поздравување, меѓутоа, онаа бројка од 2% споредбено нели со европските стандарди на околу 14% што пријавуваат на семејно насилство, не е баш среќна бројка, како да кажам. Да, воопшто не е среќна таа бројка и таа бројка произлезе од истражувањето што се го спроведе во 2018 година за родово базирано насилство и насилство врз жените. И освен тоа, тоа истражување ни покажа дека повеќе од половина од жените во државата доживеале некаков вид на насилство во нивниот живот од нивната 15 годишна возраст па се до моментот на спроведувањето на истражувањето. Во тоа истражување видовме и дека речиси секоја трета жена била сексуално вознемирувана и исто така видовме дека психолошкото насилство е всушност најшироко распространето, ама и најтешко препознаено како насилство. Тој тренд на зголемување што го спомнавте, ние многу често се навраќаме на оваа студија од 2018 година и зборуваме за неа, затоа што колку што знаеме, после тоа истражување не знаеме дали е спроведено исто истражување со иста методологија на сличен примерок за да можеме да одредиме некаква споредливост на податоците. Нашиот Државен завод за статистика е обврзан да спроведува годишно истражување за родово базирано и семејно насилство и да ги објавува тие податоци со сите демографски карактеристики на жртвите, ама се чини дека постојат одредени потешкотии што го попречуваат тој процес. Меѓутоа, тоа што на кое што можеме до некаде да се потреме за објаснување на овој подем е некои административни податоци кои што ги добиваме од Министерството за демографија, социјална политика, демографија и млади, од МВР, кое што укажува на некаков пораст, а дополнително и тоа што го добиваме како информации од колешките во граѓанскиот сектор кои што им нудат услуги за поддршка на жртвите на семејно и родово базирано насилство, кои што ни кажуваат дека во последните години навистина имаат многу повеќе работа. Сега, зошто имаат повеќе работа, на што се должи тоа? Дали е само зголемена свесност или нешто друго? Пак не можеме да знаеме, затоа што имаме потешкоти при редовно припирање на систематизирани податоци за различни општествени појави. Анекдотално и од искуството од терен, мислам дека можеме да зборуваме до некаде со сигурност за две појави, ајде да кажам. Прво имаме пандемијата на COVID-19, која што колешката сигурно ќе се сложи, со сигурност влијаеше многу негативно на менталното здравје на луѓето, што е секако ризик фактор за зголемено насилство. Дополнително, пандемијата овозможи
жените да бидат, жртвите да бидат заробени во домот, континуирано да бидат заробени во домот, каде што статистички е докажано дека се најмногу под ризик од насилство и да бидат уште поизложени на тој ризик. И кога го зборувам ова, исто така сум свесна дека пандемијата заврши пред неколку години. А ова расте, пријавите растат и ги гледаме пријавите за различни насилни дела дека растат. И тука би сакала лично да верувам дека се работи за зголемена свесност, дека трудот што неуморно го вложија изминатите години граѓанските организации за да ја зголемат свесноста, за да повеќе жени сега да знаат каде може да се обратат за да ја добијат потребната поддршка, може би придонесува кон тоа. И, кога ќе кажам зголемена свесност, апсолутно не мислам дека таа свесност е кој знае колку зголемена и дека сега сме на некое ниво на кое што може да ни позавидат земјите од регионот или од Европа, ама дека нешто што може би било во домот, останато во домот претходно, сега полека почнува да излегува надвор од домот и да се разговара за тоа. Добро, тоа е добро. Мислам еве ако е тенденциите ако се тие. Ивановска, дали вие се носите со таква информација од вашето лично работење како психотерапевт дека пандемијата си го зеде данокот и влијаеше кај некои одредени личности, негативно се разбира, и подемот на не знам, тој нагон за вршење на насилство? Па не само кај некој, кај сите влијаше негативно, мислам, и без да има семено насилство, мислам, секој човек има свои потешкоти и предизвици во сопствениот живот. И дури и кај семејства кои што се здрави, се појавуваат конфликти од самото тоа што бевме затворени во карантин предолго време и едноставно одредени недоразбирање, несогласувања станаа многу повидливи. Значи, јас лично сметам дека ковидот беше еден катализатор, се што е маскирано од претходно и се што не е сработено претходно на индивидуално и системско ниво, зборам во поглед на семејствата, да некако повеќе исплива на површина и да некако стане повидливо. Така што, можеби, едноставно пандемијата предизвика засилување на сето она што ние од претходно сме го носеле во себе како несработено. Зборам за менталното здравје. А особено во поглед на семејното насилство, мислам, тоа е како да ја затворите жртвата на најопасното место за неа и еве и статистички како што кажа Ана, мислам, апсолутно се согласувам со тоа дека во домот најмногу се врши насилство, зашто тоа е место каде што никој не може да ја фигуративно спасува жртвата, никој не може да пружи помош и насилникот се чувствува прилично слободно да се однесува како сака. И ние во самиот психолошки профил на насилниците често пати забележуваме една тенденција да се изолира жртвата. Значи, голем дел од насилниците има тенденција да манифестираат едно или обсесивно љубоморно однесување во насока на забрана да излегува од домот, забрана да има пријатели, дури забрани да се гледа со семејството, да го посетува семејството. Така што целата оваа изолација која што и без ковид насилниците прават, со цел да ја доминираат жртвата во секој аспект на живењето, со ковид само стана многу по, да кажам, лесна да се изведе. И сметам дека дефинитивно ние се уште ги влечеме последиците од ковидот на многу нивоа, пред се во поглед на интерперсоналните односи. Многу е, да кажеме, симптоматично кога вие на целиот народ ќе му пуштите една шок бомба дека од корона се умира и онда луѓето одат во едно панично однесување, како во кое што бевме буквално сите, пошто нели пуштаа на телевизија. Така додека немаше во Италија автобуси со трупови, така натака, статистики на одредени веб страни, и потоа кога малку ќе се стиша, да кажеме, тој првичен страв, потоа го бомбардирате населението дека немаме доволно ресурси за лекување, дека е опасно и така дале, и на крај го затварате. Значи, со сите тие стравови и паники и се што се веќе пробудило, вие ги затварате луѓето дома во склоп на своето семејство, каде што не знаеме кој има поддршка. Нели, ние милуваме да кажеме дека семејството е најбезбедното место за човекот, ама не е секогаш. Би требало, да, меѓутоа така. Ама не е секогаш. И јас многу често
кога зборувам со клиентите во пракса, секогаш велам дека сите сакаме да имаме семејство од рекламите на Кока-кола, ама не сите го имаме тоа семејство со Дедо Мразот, со Божичната вечера, и дека кога носиме некои практики, ние треба да ги земеме во предвид и луѓето што го немаат тоа семејство од Кока-кола рекламите, затоа што тоа се всушност многу луѓе, не се малку луѓе. Така што конкретно тоа е некое мое гледиште во насока на тие последици од Јас повторно ќе ве вратам на оној период кога сте работеле во шелтер центарот. Дали жртвите знаат каде можат да се обратат и дали шелтерот им беше прва станица или обично прво одат во полициската станица, и што шелтерот дали е вистинска, може да им понуди вистинска грижа, барем во оној прв налет, како да кажам, на гнев на насилникот и тоа. Вака, во Македонија имаме многу јасен протокол кој што се базира на Истанбулска конвенција за тоа како се постапува при пријава за семено насилство. Значи, тоа се тие 4П столбови кои што ги пишува во самата Истанбулска конвенција и на кој што се базира целата процедура. Значи, секогаш првиот чекор е превенција. Значи, првиот чекор уште пред да се случи семеното насилство е некако општество да обрнеме внимание на превенирање. Како стои на тој план со превенирањето? По мене катастрофално. Значи, мислам, ајде сега да не влегуваме и во поширока тема, дека ние во образование немаме ниту еден предмет кој што е поврзан со емоции, со ментално здравје, со комуникација. Ние не ги учиме децата како да разговараат еден со друг. Ние во нашиот народ не знае да се кара. Ние се уште се караме за да кажеме, не се караме за да го решиме проблемот. Така што имаме едни базични поместувања во насока на емоционалната интелигенција. Значи, ние не учиме емоционална интелигенција и посам тоа се чувствуваме виновни зашто не знаеме да решиме проблем од емоционална природа. Па не знаеме, затоа што училиштето по дефиниција треба да биде воспитно-образовна установа, меѓутоа е самообразовна. Делот со воспитноста е многу сиромашен. Така што во делот на превенција сметам дека ова е нешто за кое што треба да се зборува буквално и во училиштата, за да можеме и децата да ги охрабриме доколку забележат нешто во сопствениот дом да побараат помош од училиштата, од детските психолози, од училишните психолози кои што работат со нив, од класните раководители, од учителките, пошто и тоа е систем на поддршка за едно дете. Понатаму одиме со социјалната заштита, што е вториот столб од Истанбулската конвенција, или protection на англиски, потоа се оди во кривичниот прогон на насилникот, и последниот столб е координацијата на институциите. Значи, секој случај почнува со пријава. Нели, жртвата е потребно да повика или веќе по најново може и соседите или некој кој што смета дека постои, дека е сведок. Должност, така може значи, мора да повика полиција за полицијата да направи записник за она што е утврдено на самото место. И сега тука имаме мали, да кажам, проблематики во тоа дали ќе се забележи тоа како поплака или ќе се забележи како пријава за семено насилство. Ако се забележи како пријава за семено насилство, тогаш полицијата, односно тогаш Центарот за социјална работа мора да преземе мерки во рок од 48 часа за да отвори предмет за жртвата која што го пријавува, да кажам, тој чин. И сега ние имаме многу убав, да кажам, закон, и тој закон е многу системски осмислен за да понуди една многу убава заштита за жртвата. Значи, прво во законот пишува дека полицијата има право да го отстрани насилникот од самото место доколку увиди дека некој е во ризик, зборуваме, или доколку е само жената или жртва или кој да е жртва, или децата ако се жртви, сите, значи, заедно не се отстрануваат од домот, туку насилникот се отстранува од домот. Сега тоа колку во пракса се прави, тоа е знак прашање. Значи, дали насилникот се отстранува од домот? Вие ништо не сте направиле ако полицијата дојде, направи записник и ние пак ги оставиме заедно да се седат. Заедно да живеете, веќе како случајот пријавувано толку време. Тогаш може само казна да јаде за тоа што го направил. Значи, по закон тоа треба да се случи, без разлика во чија сопственост е местото каде што се живее. Значи, дури и да е во сопственост на насилникот, насилникот е тој што се отстранува. И потоа, доколку се процени ризик и доколку самата жртва сака, тогаш имаме неколку опции. Значи, имаме шелтер центар кој што работи, кризен центар Надеж, кој што нуди моментално згрижување во шелтер.
кое што трае максимум до 48 часа. И потоа имаме и државни шелтери, имаме и јас конкретно работев во шелтерот на Организација на жени на град Скопје, кој што е шелтер центар од невладен сектор, кој што најчесто доаѓаат жртви доколку нема место во останатите шелтери. Тоа е, мислам, и често практика, не е нешто ново. Значи, тука во тој сегмент е понудена на самата жртва целосна социјална заштита. Тоа значи дека насилникот веќе не смее да дојде во допир со неа, се одзема телефонот на самата жртва, се дава телефонски број од самиот шелтер, значи веќе сите повици кон неа и од неа се бележани. Како канали за комуникација, да речеме, дека што значи да не биде во изолација, да не може да се јави на родител или така натака. И веќе тука почнува, да кажам, тоа згрижување, и тука доаѓа на ред нашата работа, каде што потребно е прво, нели, да се провери дали медицински е се во ред со самата жртва, доколку не се прават медицински прегледи, се да кажам, се прави соодветна лекарска нега, се носи во соодветни установи, без разлика дали е жена или деца. Доколку е се во ред на телесно ниво, тогаш веќе полека работиме на тој процес на ресоциализација и на нудење на едно чувство на безбедност на самата жртва, дека имаш сега тим кој што стои со тебе, дека тука никој не може да ти направи веќе ништо, туку ние сме тука, работиме за тебе. И сметам дека така поставена протоколарно, самата, да кажам, самиот протокол е доста солиден, и тоа е всушност процесот во кој што жртвата... Како протокол, така кај што треба да се движи, да речеме, нели, значи, бај да бук што викаме ние, брзи мерки. Тие се тие брзи мерки што ги викаме за забрана за пристап. И потоа зависи од тоа како жртвата ќе се снајде, значи во тие шелтери се понудени и обуки за вештини, ние работиме со жртвите и да им се олесни вработувањето, значи да спремиме CV, да ја оспособиме самата жртва да биде независна, да помогнеме во школувањето со дечињата, да се подпомогне доколку има некоја пречка со нивниот развој. Така што во глобала тоа е, да кажам, делот системото на што е така и делот, нели, како психологи кај што можете. Кога настапува Центарот за социјални работи, господја Николич? Видете вака, значи Центарот постапува на неколку начини. Имаме прво само иницијативно кој ќе пријави жртвата на семејно насилство, доаѓа во Центарот и пријавува. Потоа имаме по дописи, ако е од полиција, од здравство, може да биде од образовна организација, од Сдружение на граѓани може да биде, може да постапуваме и по анонимна пријава. Значи во сите случаи постапуваме. Кога жртвата доаѓа и се обраќа во Центарот за социјални работи, се обавува првичен разговор, се прави проценка на ризикот, се гледаат потребите, во разговорот произлегуваат потребите на жртвата, што е тоа што таа бара од Центарот, што е тоа што очекува од Центарот. Имаме различни ситуации, кога имаме и итни ситуации, меѓутоа имаме вообичаено кога доаѓа жртвата, сега никогаш бара само да разговара и да се информира. Тоа го прибележуваме во триажа, а доколку бара интервенција и помош од Центарот, значи Центарот тогаш постапува. Кога имаме една итна ситуација, ќе се надополнам на Тијана во делот на шелтерот што прашавте, кога имаме итна ситуација, кога се чувствува, мислам, кога имаме прво и физичка повреда на жртвата, доколку не се обратила претходно да побара лекарска помош, тогаш во придружба на Центарот прво се обавува лекарски преглед, се санира повредата, а потоа се преземат останатите мерки. Кога постои висок ризик дека сторителот може да го повтори насилството, тогаш имаме итно сместување во шелтер центар. Од самото донесување на законот 2004 година, Центарот секогаш има собствен шелтер. Центар си имаме од секогаш, значи цели 22 години. Во тој шелтер центар работат стручни лица и кога жртвата ја сместуваме жени со деца во шелтер центарот. Ја добиваат, значи прво добиваат згрижување, сместување, психосоцијална поддршка,
доколку има школско дете, го запишуваме во училиште, најблиското училиште што до шелтерот, жртвата има право на бесплатна правна помош и застапување. Значи, центарот ја застапува жртвата во делот на постапките што се пред граѓанскиот суд, во делот на поднесување предлог за изрекување на привремени мерки на заштита. Значи, во тој период, додека жртвата е во шелтер, од 3 месеци до година дена, зависи колку е. Во тој период, значи, се работи на низино зајакнување, на низините потенцијали, ова тие на што вели може да има и некоја едукација за развивање на некоја вештина, доколку е вработена си продолжува да работи. Значи се овозможува да го надмине тој период, значи критичен период. Тоа е во делот кој рековме кога итно сместуваме во шелтер. Инаку кога имаме такви случаи, кажете. Дали има повеќе што го користат шелтерот или сепак сакаат да останат дома во средината каде што им е направено насилството, ете од страв да не ги дознае дека отишле да побараат поддршка, помош и тоа? Значи, видите, вака да ви кажам, Мирјана, скоро сите жртви сакаат да си останат дома, сакаат да го сочуваат семејството, сакаат да го сочуваат бракот, најчесто се тоа брачни партнери, сакаат да го сочуваат семејството. Нивното барање е да некога се сакаат и сопругот и домот да го сочуваат, деца имаат заеднички. Барањето од центарот најчесто е да се обави разговорот со сторителот, да му се укаже на законските последици и да тој повеќе не се однесува насилно кон неа или кон децата. Значи, ова вие што прашавте дали сакаат во шелтер, не сакаат сите. Тоа е, значи, ги сместуваме во шелтер исклучиво со нивна согласност и во некои изузетни ситуации кои што навистина се работи за загрозеност на нивниот живот и безбедност, тогаш исто така ги изгрижуваме, значи предочуваме на жртвата кои се последици и може да и се случат и некогаш дури не се ни свесни од тоа што трпеле долго насилство и секако вид на насилство не се ни свесни кои се опасности им следат доколку останат се уште останат во домот. Тоа е во делот, рековме, на згрижување, на сместување и на пријава. При правење на проценката, значи се гледа стручниот работник што работи, се земање на амнестички податоци, колку долго траело насилството, кои се формите физичко, психичко, економско, сексуално, вообичаено се неколку форми на насилство, не е секогаш само една форма. Дали се загрозени и други членови од семејството, затоа што тој сторителот може да биде насилен и кон други членови од нивното семејство, меѓутоа најчесто кон сопругата и кон децата. Условно зборам дека за брак, условно зборам за тоа. Можат и други членови да бидат жртви на семејно насилство. Поземањето на барањето, по оние мерки се кажуваат на жртвата сите оние мерки што како заштита ги пружа центарот. И жртвата дава своја согласност за било која мерка да се превземе. Некогаш се согласува за шелтер, некогаш се согласува да го повикаме на разговор сторителот и она повторно се враќа во домот. Некогаш ни дава предлог, зависно од тоа што се случува, ни дава согласност да поднесеме предлог за изрекување на привремени мерки на заштита до надлежниот суд. Значи, секогаш се следат потребите на жртвата, меѓутоа, знаете што, они кога пријавуваат, вие цените нивната подготвеност да они превземат нешто за своја заштита. Они толку долго го трпат некогаш насилството, да некогаш и не се свесни што е тоа што они го бараат и која мерка за нив ќе биде најефикасна. И вие треба да се прилагодите на она што може жртвата да го прифати. Многу жртви, значи, се потекнуваат од патриархални семејства. И они не сакаат да имаат работа со полиција, не сакаат да имаат работа, не сакаат да пријават во полиција, не сакаат да одат во судски постапки, да не видат комшиите, семејството, да го трпат насилството. Веднаш по пријавувањето, истиот ден или веќе наредниот ден, се повикува сторителот на разговор. И најчесто, да ви кажам, во преку 90% случаи, сторителот се одзива на нашата покани. Да, на покани, меѓутоа тоа се покани на телефон. Значи, ние веднаш и итно, поретко, значи, одиме со писмени покани, ако не можеме да го обезбедиме на телефон, тогаш одиме со писмена покана. И најчесто се одзиваат, околу 90% се одзиваат, тогаш тој си ја кажува својата верзија на настанот, што како се случило насилството, и му го предочуваме законот и последиците.
Тој дава изјава на записник каде што пишува дека си ја запознат со последиците од стореното насилство и со законот и дека нема да го повтори повеќе. И до кога? Сега, до следната мислам има повратници во насилството, така да. Миријана, знаете што да ви кажам? Секој што вели искуството, бидејќи читаме дека има повратници. Да, искуството вели дека, секој случај сам за себе случај. Често пати сторителите потекнуваат од семејства каде што веќе имало семејно насилство. Модел на образец на однесување му е неговото семејство. И тој не е ни свесен дека одредено негово однесување е насилно однесување. Тој модел му е на разговор, тој модел му е на разрешување на конфликтите во семејството. Најчесто ги почитуваат дадените укажувања. Најчесто ги почитуваат. Меѓутоа во ситуација каде што вие правите проценка на тој сторител, ни самиот тек на разговорот му правите проценка на сторителот. Како се однесува, како разговара, дали се уште тој е насилен и кон нас како стручни работници, потребува закани, ќе одам дома, ќе ја убијам, ова ќе ја направам, она ќе ја направам. Значи имате вие баш онака една сериозна проценка на сторителот, колку може, тој може да ја напише изјавата, меѓутоа колку тоа ќе го почитува или не го почитува е нешто друго. Во такви ситуации интервентни, значи ние секогаш гледаме да згрижиме жртвата, веднаш предлог мерки за изрекување и на тој начин за да ја заштитиме. И еден период се следи, само што ова да го кажам, еден период, јас се извинувам. Еден период се следи, значи случајот, да видиме дали се почитуваат дадените укажувања советодавни. Во меѓувреме се прави увид во домот, доколку има деца се прави увид во училиштето, доколку имаме потреба ги викаме и децата на стручно-методолошка работа, работи педагог, психолог со тие деца да се види до кој степен се тие деца травматизирани за тоа што се постојано присутни на насилството во домот. И после извесен период ја покануваме жртвата и она тогаш кажува дали после интервенцијата на центарот е смирена состојбата, ја повлекува изјавата и тука некаде запира предметот во тој дел. Доколку е во шелтер. И вашата работа како центар за одреден случај, така? За одреден случај, значи така. После добра, ајде да не должам сега, може низ разговорот ќе кажам уште нешто. Ајде сега одиме со пауза за реклами. Почитувани, продолжуваме со вечерашното издание на 24 анализа. Ана Бојчевска, вие некаде на почетокот кажавте дека психолошкото насилство е најприменувано, нели насилство, меѓутоа е најневидливо. Меѓутоа после тоа зема некои други форми, се оди на физичко, економско и вие натаму кажете до каде се завршува, па дури и сексуално насилство. А зборуваме за насилство врз жените, да не ги заборавиме мажите, иако бројот на жените е многу поголем, се разбира, па дури и на повозрастната група од постарата генерација луѓе кои што живеат во едно семејство и тие дури знаат да бидат во одредени случаи жртви. Така. Да, фала. Прво, во однос на физичкото или психолошкото насилство, да, имаме податоци дека психолошкото насилство е пошироко распространето. Не можеме да следиме тенденции низ годините, дали тука нешто се менувало, поради тој недостаток на редовно прибирање на податоци, што би ни овозможило споредливост низ годините, ама тоа не значи дека не можеме да зборуваме за важни тенденции и општествени динамики. Многу е важно дека многу жени не го препознаваат психолошкото насилство како некаква опасна форма, дури ни како насилство. Зошто? Затоа што не остава видливи физички траги. Тоа не значи дека не е штетно, значи често психолошкото насилство само по себе остава длабоки трауми што влијаат на здравието, на самодовербата, на способноста на жената да се ослободи од насилникот. Исто така, кога зборуваме за разните форми на насилство, нема да за ескалацијата можеме да спомнеме дека почнува со физичко преминува на со психичко преминува на физичко и во екстремни случаи завршува и како фемицид, нешто во кое што е во пораст и тоа го знаеме, во пораст кај нас, ама исто така треба да знаеме дека формите на насилство ги следат и општествените и технолошките промени. Имаме пример кај што многу долго силувањето во брак не било препознаено како насилство во кривичен закон. 20 на години не е криминализирано силувањето во брак, а се уште во јавната свест не е препознаено како насилство. И кога имаме вест за силување во брак, ние сме изложени на еден куп јавни мислења во кои што граѓаните со неверување реагираат дека такво нешто може да постои.
А ние, од друга страна, сме во 2026 година. Ние сега зборуваме и за дигитално насилство. До пред многу скоро време зборувавме за вознемирување преку социјални мрежи, демнење и следење, ама веќе во изминатите месеци, ајде да кажеме година, можеме да зборуваме и за насилство кое што се врши преку користење на вештачка интелигенција. Зошто го зборувам ова? Затоа што многу е важно кога ние збориме за разните форми на насилство да не правиме хиерархија на поопасно и помалку опасно во зависност од тоа дали има видливи траги или не. Сите форми на насилство се подеднакво опасни, затоа што сите го ограничуваат и изборот, и автономијата, и безбедноста на жената. И тука е прашање на структурна моќ, прашање на родова нееднаквост во моќта. Насилството е начин на кој што родово дистрибуираната моќ се одржува и нормализира. Значи, ние не збориме за кавга помеѓу двајца луѓе, двајца брачни партнери, нешто што се зборува, што се случува во домот. Важно е да бидеме свесни дека ова е општествен проблем, дека се случува и да можеме да го препознаеме и да го именуваме. И многу ми е драго што спомнавте дека и мажите можат да бидат жртви на насилство и жените можат да бидат вршители на насилство. И јас мислам дека во последните 2 недели, откако се реактуализираше темата, ова често се спомнува и прво би кажала дека е многу симптоматично кога ние не забораваме да спомнеме дека и мажите се жртви на насилство секогаш кога имаме екстремен случај на жена жртва за насилство, ама бидејќи работиме со прибирање на податоци, извадив податоци од истражување на реактор на оваа тема, вика во просек 8 од 10 жртви на кривични дела извршени во влошени околности на домашно насилство се жени. Кога станува збор за прекршочни дела поврзани со семејно насилство, во периодот од 2019 до 2021 година, повеќе од половина од жртвите биле жени, а 84% од сторителите се мажи. Тоа не значи дека сите мажи се насилници, а сите жени се жртви, ама значи дека во голема мера мажите се тие што го вршат насилството и во голема мера жените се тие кои што се жртви на тоа насилство. Имаме податок дека мажите се сторители на насилство во 9 од 10 кривични постапки, 9 од 10 парнични постапки и 9 од 10 случаи обработени во рамките на јавното обвинителство. Во 2023 година мажи биле 90% од пријавените, обвинетите и осудените сторители на кривични дела. Тука можеме ние апсолутно да отвориме диалог што е тоа и се надевам и дека ќе го направиме тука, што ги охрабрува момчињата, ајде да кажем, уште од најмала возраст да се однесуваат на одреден начин, а што е тоа што ги држи девојчињата во една состојба на трпење и молчење. Тоа е срамот и стигмата. Срамот е, ние гледаме дека срамот кај нас се уште е кај жртвите, се уште е кај девојчињата, се уште се бара одговорноста кај жртвата, па во последниот случај видовме дека отиде срамот и кај неа и кај незиното примарно семејство, а многу ретко таа стигма се пренесува кај сторителите. Мораме и тоа да го именуваме. Точно. Така. Причини за насилство може би повеќе тие на тука ке ова, ама и вие ги имате некако градирано дека е алкохолот, дрогата, љубомората, па сега и дигитализацијата си го прави исто своето, социјалните мрежи, достапноста, до што велите вие живот со Кока-кола и со тоа или идилични семејства, идилични ситуации. Видете, жени, мажи атрактивни по социјални мрежи и тоа. Љубомората, алкохолот и дрогата многу често и во јавност и во медиумите се користат како објаснување за насилство, ама лично сметам дека тоа е многу површно и го скрива вистинскиот корен на проблемот. Како знаеме? Знаеме затоа што не сите луѓе кои што имаат предизвик со злоупотреба на алкохол и на дрога се насилници. Тоа не е точно. Насилството е начин на одржување на контрола врз жртвата. Алкохолот и дрогата може да ја интензивираат веќе постоечката динамика на контрола. Тие и ако ние зборуваме за тоа дека алкохолот и дрогата се виновници за однесувањето на сторителот, ја одземаме неговата одговорност во ситуацијата. Сторителот носи целосна одговорност за своите постапки. Спомнавте дека тие најчесто доаѓаат од семејства кај што било моделирано насилство и може да однесување, така начин на решавање на конфликтите и така. Ама
до кога тоа може да биде оправдување, кога е моментот насилникот да преземе одговорност за сопствените постапки, за сопствените избори и кога ќе одговараат за тоа. Сакам да кажам уште нешто. Што придонесува кон насилството, за да не остане само дека не е љубомората, не е алкохолот, не е дрогата. Насилството има и културни и социјални корени. Кај нас насилството е поддржано и од општествените очекувања, и од традиционалните оправдувања, и од можеби и од протоколите кои често се воздржуваат од директно санкционирање на сторителите. Ние не само што гледаме жени кои се обвинети за сопствената судбина на тоа да бидат жртви на насилство, туку многу често се репродуцира наративот дека жената треба да трпи и да слуша, да молчи за да ја зачува куќата и мирот, да го задржи семејството, таа е столбот на домот, а тоа ја прави поподложна на насилство. Тоа е едната работа, другата работа е економската ранливост на жените. Ова ми е многу важно да го спомнам, го спомна и Тијана предмалку. Жените кај нас не поседуваат имот. Во многу мала мера поседуваат имот, повеќе од половина од жените на работоспособна возраст не се вклучени во пазарот на труд. Па сега вие замислете ситуација во која што жена, која што нема никаков имот на свое име, треба да се спаси од насилна и токсична ситуација, а нема каде да отиде. Има шелтер центри, вистина, знаеме дека нема доволни капацитети и ограничено е времето. И дополнително и што после точно. И што после? А дополнително и нема сопствени пари за да може да се издржува. И тоа е прави жртва, потенцијална жртва во континуитет, да речеме. Потенцијална жртва во континуитет без никаков излез од таа токсична ситуација. Значи, тоа би значило дека ако она пријави, круг движење, може да ги изгуби основните услови и за сопствениот живот и за животот на децата. Да. Некош па и децата ако се повозрастни не сакаат да одат во шелтер, претпоставувам дека има и такви ситуации, да, и не треба да очекуваме. Ако се тинеџери, они се 16 години не сакаат да го напуштат домот, другарчињата, средината не сакаат да напуштат и они одбиваат. И сега мајката секајќи да остане со децата заедно и она веќе не се згрижува, него тоа е тоа, вика не сака да дојде, а ја што ќе правам сама, што ќе прави тоа дома и тоа е. Тоа е безизлезна ситуација. Тијана, дали сте забележале некаква тенденција на, како да кажам, удвостручување на насилните методи по кои колку тие поагресивни стануваат насилниците? Повеќе вие стручно можете да кажете. Бидејќи се гледаме и слушаме за се почесто користење на физичка сила врз жртвата. Не би се сложила дека кога некој е агресивен, вие со опомена ќе го плашите или ако му кажете ова и ова ти следува по закон и он наеднаш магично така ќе престане да биде агресивен и тоа ќе заврши. Значи, ниеден човек во својата природа не станува агресивен од ништо. Значи, тоа треба да не биде јасно. Зошто, например, еве ние 4 жени овдека што седиме на оваа маса, зошто еве ние, например, не сме пријавени за семено насилство. Значи, за да може да има таква тенденција, потребно е човекот или да има нешто што е предодредница во карактерот, или да се справува со некој конкретен проблем, потешкотија од типот на зависност, на конзумација на наркотици, алкохол, коцка, дрога, што го ти дае. За мене многу ме интересира и ми е секогаш тоа ми било едно необјасниво прашање, како ние, еве, ќе го помениме, да кажеме дека не треба, притом кажуваме нешто што е многу очигледно, сите знаеме дека не треба сме насилни, нели? Што ако му кажеме на човекот, немој да тепаш, нели? Па знаеме ние дека не треба да тепаме, тоа прво деление го учиме на школа кога одиме, дека не сме да се тепаме. Меѓутоа, што правиме ние како институции по прашање на зависностите? Значи, дали насилникот се праќа на соодветно лекување? Тоа е многу важно прашање. Пошто ако вие сте го зеле, сте го поменале што е он насилен, супер фино, лепо, сте го вратиле назад у домот, он си продолжил со девијантното однесување, ништо не сме смениле. Ке чекаме следен тригер, повторно да се појави таа агресивност. Значи, институциите имаат должност да го проследат случајот до крај во насока што од животните навики е променато. Значи, ако алкохолот не се променил, ако наркотиците не се промениле, тој се уште представува социјален ризик за семејството. И без да го има насилство, тој е социјален ризик за семејството. Затоа што може да нанесе друг тип на последици.
Значи, прво, наркотиците ако се појават во еден семеен систем и без да има насилство, се ризик. Дали детето може да стигне до нив? Дали може погрешка да ги исконзумира, да ги фати, да направи нешто? Дајде да не се лажеме, тоа е ризик. И во законот... Дали ќе можем после да се надополнам на тие, може, апсолутно, ќе може, нека само да завршим. Ние имаме во законот, имаме закон за семејство, имаме закон за социјална заштита. И во 3 члена, 84, 87 и 88, многу фино е опишано под кои критериуми Центарот за социјална заштита и судот вклучително, значи не само Центарот, има право да интервенира во поглед на регулација на правото на родителство. Значи, ние сите имаме еволуцијско и биолошко право да бидеме родители, но не секој има ментален и емоционален капацитет да биде родител. И кога родителот го запоставува тој капацитет, државата е таа која што треба тоа да го регулира. Значи, во самиот закон многу убаво се пишува. Ако се утврди присуство на алкохол, присуство на дрога, присуство на девијантно однесување, присуство на било каков социјален ризик по здравјето на детето, Центарот за социјална работа има право и должност да реагира. И сега имаме ние мерки од различни рангови. Не е секогаш одзимање на старателство, нели? Меѓутоа, тоа треба да се следи тоа дете. И во овој случај тука ми е мене главното прашање како тоа дете воопшто не е следено. Затоа што до сега има многу тука индикатори за у најмала рака ограничување на родителското право. Значи вие можете да го ограничите, да го земете детево, да го однесете кај најблискиот роднина, брат, сестра, што е здрав, утврдено здрав, и да работите со партнерите. И така сте го заштитиле детето и тоа е супер. Затоа што партнерите имаат слобода да се бираат еден со друг, чак и кога се деструктивни. Ние не можеме на крајот на денот на никого да му кажеме немој ти да го сакаш сопругот или немој да ја сакаш сопругата. Но нема родителот право да одбира ризична средина во име на детето. Односно да го става детето под ризик. И тука е институцијата и установата која што е најбитна да реагира на време. Што во овој случај апсолутно нема никаква реакција. Значи, и не само Центарот, него... Центарот, да, затоа и вонредниот надзор вели на Министерството за труд и социјална утврдил дека социјалните служби не оствариле непосреден контакт со Ивана, ниту пак извршиле увид во домот. Еве, увид, ке го посетиш еднаш, два пати, три пати, еве имало пријавувано. Еве, и на детето? Дека, да, и детето нормално да... Значи, детето има 6 години. Че дали тоа дете треба да го види психолог, дали треба да поразговара некој со него, дали треба да го праша некој детево, дали се плаши, дали што му се случува на него. И тоа е малта на сведок на сево ова. И самото тоа што се случува и да не биде тепано детето. Детето е травматизирано. Само што го гледа тоа што се случува од него е во траума и е во социјален ризик. Точно. Сакавте вие нешто да сакав да се надополнам. Значи, во овој дел неспорно е, Миријана, дека има пропуст. Јас не велам дека немало пропуст. Имало. Меѓутоа нека утврдат истрагата, нека се утврди во кој дел е пропустот. Неспорно е тоа. Меѓутоа сакав да се надополнам на тие на воној дел. Јас прескакува говорев. Јас може би погрешно се изразив и кажав кога реков дека поголемиот дел од сторители се завршува на советодавен разговор. Не е тоа разговор, готово, јас сум ти кажала на тебе, нема веќе дома да тепам и се решува. Не е тоа така. Повеќе пати се остварува контакт, се прави увид во домот, се контролира ситуацијата, се следи ситуацијата. Меѓутоа, кога велам правиме проценка на сторителот, и те како правиме проценка дали конзумира алкохол. А не зборам ни за алкохоличари, дали конзумира алкохол, затоа имате вие некој кога е под действие на алкохол, некој пее, некој ќе легне да спие, меѓутоа некој малтретира и тепа. Дали е корисник на опојни дроги, дали е зависник, дали има некој психичко заболување. Сите тие работи ги правиме проценка. Веднаш, значи, тимот ги превзема сите мерки, ги прибира сите докази и дава предлог до надлежниот суд за задолжително лекување. Значи, тоа е мерка што јас многу често сум ја применувала во својата пракса. Тоа друго е, колку ние имаме капацитети во државава за лекување. Меѓутоа пак имаме болницата, психијатриската болница Скопје, психијатриската болница Негорци, таму најчесто сме ги упатувале за лекување од алкохол, од опојни дроги и психијатриската болница нели нормално за лекување на луѓе што имаат психички проблеми и се насилни. Така да не сакам погрешно да се разбереме дека тоа само се става на разговор. Не, и како
Таквите сторители се изрекуваат мерки, задолжително лекување, имаме некогаш проблеми во извршување на мерките од страна на психијатриските болници, меѓутоа затоа па има некои други механизми доколку мерката не се почитува. Така да не сакам да се разбереме погрешно дека само се сведува на разговор. Рекова, дебатираме точно, само сакам да се надопомнам за тоа што навистина многу мерки ги изрекува, ги предлагам и судот ни ги изрекува без никаков проблем. Исто така. Колку од овие случаи има завршница? Добро, никој од нас и од вас односно не работи во суд, меѓутоа имав минатата недела адвокатка гостинка и она е исто со, како да кажам, потесна специјално за семејно насилство и тоа, кажа дека многу малку од овие пријавени случаи завршуваат на крај со процесуирање, односно со казна затвор. 65% со условна казна завршуваат. Да, претежно се со условна казна, што значи тоа не значи во нашата држава поголема веројатност да завршите во затвор ради кражба, отколку ради семено насилство, мислам. Да, меѓутоа Миријана мораме да правиме на сите разлика. институции практично се немојкни во тој случај, како да кажам, Миријана, мораме да правиме разлика. Како психолози што работите со насилниците со тоа. Да, јас извинувам, мора да правиме разлика меѓу граѓанска постапка и кривична постапка. Значи центарот, кога центарот ги предлага мерките во граѓанската постапка, тоа се брзи постапки. Ние секогаш сме имале одлична соработка со судот. Одлична соработка. Значи го доставуваме предлогот со сите докази во најкраток можен рок, судот ја изрекува времената мерка. Во тој дел имаме позитивно искуство. Потешко не оди во одредени делови на извршувањето на мерките. Меѓутоа, ако се работи за кривична постапка, исто во делот, ние добиваме задолжително допис од полициски допис, кога постапуваме по него. Ние враќаме наод на стручен тим. Тој наод на стручен тим е составен дел на кривичната пријава. Меѓутоа, додека нашите колеги полицајци веднаш проследува до обвинителство, меѓутоа веќе во обвинителство, тука некаде имаме некој застој. Може да се процесуира после 6 месеци, после 1 година. Велам во обвинителство додека да дојде до кривичниот суд. Кривичното што е повеќе. Така да од моментот на поднесување на кривичната пријава до таа завршница поминува долг временски период. Тоа е една работа. Таа жртва на семејно насилство, и втора работа е што да биде атакувана, така како она што Хиена го вика завршува со условна казна. Завршува со условна казна во најголем број случаи, што навистина и тоа зборуваме за предмети каде што имаме телесни повреди, каде што имаме времени инвалиди со тешки последици. Предмет со Розица од Велес е фантастичен показател за тоа што се случува кога ние немаме добра проценка на ризик. Да. Значи имаме серијски престапник и тоа не зборуваме за брачна заедница. Така. Значи зборуваме Биле за само во како бивши партнери. да. Ме разбирате? Поранешни партнери, Значи ние зборуваме за бивши партнери каде што повторно имаме трагична завршница. Значи, тоа е нешто кое што и претходно го начна во поглед на профилите на насилниците. Значи ние можеме да зборуваме дека да, одреден дел од нив може да имаат одредено поместено доживување за социјално пожелни ставови од поглед на дека агресијата е пожелна, дека корелира со машкост и така натака, иако јас сум работела со жртви и мажи делумно, значи во помал број, но сум имала и апсолутно е болката и ранливоста е иста, значи се нема врска. Меѓутоа, сепак структурите на личност, тој кластер што е најопасен, кластер Б личностни расстройства, каде што спаѓаат антисоцијалното нарушување на личност или поранешно речено психопатија, нарцизмот и граничното расстройство, кои што се најчесто да кажам профилирани како криминогени структури, тие се тие кои што ние сакаме да ги адресираме. Значи, не ја водам оваа дискусија за сите мажи. Ова не е дискусија која што треба да ја сведеме на дискурсот мажи наспроти жени. Така, не, ова треба да го сведеме на дискурс ние како општество наспрема криминогени структури и девијантни појави во општеството. И како ние можеме овие појави да ги решаваме. Во поглед на личностните структури, значи тоа е нешто кое што еднаш за секојаш треба да го сфатиме дека се непроменливи. Значи затоа се викаат структури на личност. Не можете вие човек кој што има психопатска тенденција во поглед на антисоцијално нарушување на личноста, вие не можете да го ресоциализирате до степен да он има здрава емпатија. Секогаш ќе представува ризик за општеството. И токму затоа општеството мора да најде модул кој што доживотно ќе прави надзор врз овие луѓе.
Значи не додека заврши брзата мерка. Брзата мерка ќе заврши за 3 месеци. Човекот продолжува да биде ризик. Исто, да. Значи, особено што они уште повеќе стануваат агресивни кога им пружате отпор. Значи, кога жртвата пружа отпор, кога пробува да побегне, и тој процентуално е вистина најголем дел од убиствата се случуваат кога жртвата решава да замине. Затоа што директно удира во Те напушти таа средина бунт, така да се спаси, протиставува и тука тоа го допира насилникот и тука буквално ескалира. Значи, еве да кажеме, било кој од насилниците да ги земете, кои што да кажеме се повторно, сега е неблагодарно јас да профилирам и немам намера да профилирам, меѓутоа замислете еве да кажеме случајот со Коста Кецмановиќ од Белград. Да. Па на тоа дете му треба доживотен надзор, многу едноставно. Самиот капацитет да направиш такво кривично дело укажува дека има нешто длабоко скршено во самата структура на личноста. И ние мораме да најдеме начин како, пошто дел од психолошките расстройства се третираат позитивно, меѓутоа конкретно овој кластер е најопасен, затоа што е непоправлив. Ама и една порака дека треба сите да се грижиме за психичкото здравје. Така, а тога најмалку мислам и дека државата вложува и ние како луѓе нешто физички ако имаме одиме на лекар, ама за психички тешко. Имаше една идеја деновиве и тука една завршница на емисијава, така интересна беше на социјалните мрежи, вика зошто како 112 центарот што е да нема и центар за жртви на семејно насилство, каде што не знам во една канцеларија ќе има и полиција и психолог и не знам од социјалните служби, за да може да не се праќа жртвата, нели, или да чека сега, не знам, била истепана, па МВР, нели, да, па сведоци да се викаат, или не знам, докторот да даде потврда дека да, дојде во таква и таква состојба, него се да биде на едно место за да се тоа време што бидејќи некој секунди можат да решаваат и да значат живот за некоја жртва и тука завршуваме повелете. Еве што мислите вие за такво нешто ова? Сега вака да ви кажам, во законот и во тој што беше од 2014 година и овој во 2021 година има заложение на општините да формираат мултисекторски тимови во кои што представници ќе бидат полиција, центарот, образование, здравство и граѓански сектор. Мултисекторски тим на ниво на општина, значи пак со представници од институциите, ќе постапува во рамките на таа општина. И тогаш, еве, сега ќе го земеме примерот за Карпуш. Доколку постоел тако некој тим, на интервенција ќе искочат луѓе што се обучени за работа. Ќе биде информиран целиот тим и центарот ќе биде информиран и здравствената организација ќе има контакти со школото доколку детето учело. Сосема поинаку би било кога на терен ќе искочат представник од центарот и ќе искочи полицајецот. Во Македонија се добри законите, ама нивното спроведување. Не, меѓутоа Миријана, ние мора тоа да го, значи навистина сакам да го кажам тоа. Скопје е огромен град. Секоја општина представува по 100.000, 80, колку веќе имаат. Значи, државата мора да се формираат мултисекторските тимови да работат на локално ниво. Покрај тоа што ќе работат интервентно. И пак во соработка со институциите, со ЕНК, што е од полицијата и нашиот оддел за семејно насилство, тие ќе вршат и превентивна работа. Значи ќе вршат едукација на сите што се по закон обврзани да постапуваат, значи на вработените во училиштата, на здравствените установи. И врз децата да се види дека машките не треба затоа што се секој граѓанинот од таа општина самува да ви кажам една реченицата. Ќе знае каде треба да пријави. Се испостави дека многу луѓе пријавувале и тие пријави каде завршувале. Тоа го завршувале, тоа е прашањето. Сакате нешто за крај? Да. Сакам да кажам дека решението не е само во закони, во протоколи, во постапувањата на институциите. Мораме ние да разговараме за превенција и мило ми е што Тијана спомна дека ова не е сите мажи против сите жени, апсолутно се согласувам. Меѓутоа, гледаме дека гледаме кој има поголеми шанси да стане сторител, кој има поголеми шанси да стане жртва. И мораме да се запрашаме што е тоа што прави тоа да е така. И тука е важна превенцијата. Превенцијата во смисла на тоа како ги воспитуваме идните генерации од најмала возраст, без разлика дали сме родители или едукатори или тетки. Значи ние мораме
ако сакаме да имаме безбедни релации, мораме да ги научиме момчињата дека не е машки да бидат агресивни и да малтретираат, мораме да ги научиме дека да знаат како да се носат кога ќе кажат некога нешто ќе им биде кога нешто ќе биде побарано од нив. Значи имаме истражувања што покажуваат дека кога ги учиме мажите на тоа да се грижат за другите, да се вклучат во заедницата, помали се шансите да станат насилници. Што треба да ги учиме девојчињата од друга страна? Знаеме сега, од нив се очекува да бидат нежни, да преќутат, да молчат, да се прилагодат на другите, да трпат. Мораме девојчињата да ги ослободиме од тие очекувања. Мораме да целото општество да создадеме средина каде што насилството нема да се оправдува, каде другите ќе реагираат ако видат неправда и каде што момчињата не мора да бидат агресивни за да бидат добро или вредно машко, а девојчињата не мора да трпат за да одржат никаков имидж на добро девојче. Тука би завршила јас. Вистинската сила е во грижата за едни за други, во меѓусебната поддршка и почитувањето на границите едни за други. Дури тогаш кога ќе се гледаме како заедница, ќе сватиме дека за насилството нема место, туку се грижиме за другите и ги почитуваме. Благодарам за овие ваши убави пораки. Тијана, вие завршивте претходно, чинам дека, или сакате нешто за крај? Да. Сметам дека баш фина дискусија. Јас би завршила повеќе во насока на тоа дека во моментот кога ние ги одбираме овие професии да работиме со социјално ризични категории, односно категории во ризик, ние се нафаќаме да работиме многу сензитивна проблематика. Абсолютно. И дека на страна од институционалната одговорност постои и лична одговорност за спроведувањето на работата. Значи на крајот на денот секој еден човек кој што работи со оваа професија треба да е свесен за ризикот кој што го носи и дека маргината за грешка е практично нула, затоа што една грешка може да начини нечив живот. И одговорноста што ја носи. Да. Значи колку е одговорна? Апсолутно дека е одговорна. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од ова издание на 24 анализа, што споделивте лични искуства, професионални и што еве дадовте некакви можности или како да кажам, прашање за размислување како да се подобри оваа сфера и да имаме што помал број на вакви случаи. Благодарност уште еднаш и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.